среда 5 април, кратки вести во 12 часот. Во однос на препораките на УНЕСКО имате две различни визии кои што се однесуваат на оваа локација. Едната е да се сочува сето природно и културно наследство со кој изобилува овој регион и локација каде туризмот ќе може да се развие, или другата нелегалниот див развој или диви градби, што ќе го уништи сето тоа што ние сакаме да го зачуваме, дециден евроамбасадорот Дейвид Гир, и додаде дека наше е да одлучиме дали ќе се посветиме на заштита на Охридскиот регион или на дивоградбите. Ова доаѓа непосредно по најавената мониторинг мисија на тим на УНЕСКО на Охридскиот регион и одлуката дали Охрид ќе се најде на листата загрозени подрачја. Во септември годинава УНЕСКО на 45-тата сесија во Кина треба да одлучува по извештаите што ќе ги подготви мониторинг мисијата. Изградбата на делницата Требеништа Струга Ќафасан во должина од 21,7 км предвидено е да започне кон крајот на оваа година, изјави во своето обраќање министерот за транспорт и врски Благој Бочварски по повод од почнување со градба на автопатската делница Тетово-Гостивар во склоп на коридорот 8. Додаде дека престојат огромни предизвици, но уверува дека како влада се максимално фокусирани на изградбата на коридорите од витално значење за целиот Западен Балкан. Станува збор за изградба на 4 автопатски делници во должина од речиси 110 км на коридорите 8 и 10Д. Делниците ќе се градат во наредните 5 години, а изградбата ќе чини 1,3 милиарди евра. Од денеска стапува на сила одлуката на владата за замрзнување на цените на 11 видови овошје и зеленчука, се однесува на свежите домати, свежи краставици, кромит, карфиол, свежи зелени пиперки, граф, леќа, банани, портокали, мандарини и лимон. Па така кромитот не може да биде поскап од 60 денари, доматите од 70, гравот од 75 денари. Овие цени ќе важат до крај на месец април, а ќе мора да ги применуваат сите трговци на овошје и зеленчук и малопродажните маркети. Од Државниот пазарен инспекторат информира дека до сега се направени над 1800 инспекцијски контроли и во неколку случаи регистрирани се прекршувања на претходните владини одлуки за што се изречени казни во висина од над 2,5 милиони денари. Времето денес променливо облачно со повремени врнежи од дожд, дува слаб до засилен северозападен ветер, максималната температура во Охрид до 9 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.